Ламија од Охридското езеро, кралицата на длабочините. Легенда. Многу одамна, кога Охридското езеро било уште младо и длабоко, на неговото дно живеела ламијата, најубавото и најстрашното суштество во целата македонска земја. Телото било покриено со сребрени лушпи што блескале како месечината на водата, косата била од зелени алги и морски треви, а очите биле две темни бисери полни со тага и гнев. Таа не била обична ламија. Била кралица на езерото, чуварка на неговата длабочина и тајни. Во тие древни времиња, луѓето од брегот носеле подароци, златни прстени, сребрени огледала, цвеќиња и песни. Ламијата ги прифаќала и им давала богата риба, мирни бранови и заштита од бури. Но еднаш, млад и алчен крал од Охрид по име Арсен решил дека сака нешто повеќе, ја сакаше неа самата. Една полноќ, кога месечината била најголема, Арсен се качил на чамец, отишол на средина од езерото и извикал: Ламио, излези. Сакам да те направам моја кралица. Ламијата излегла од водата, прекрасна, страшна, со тело што светело. Јас не сум жена за тебе, кралу, рекла таа. Јас сум езерото. Ако ме земеш, ќе го уништиш. Арсен не слушал. Ја фатил за раката и ја извлекол на чамецот. Во тој миг ламијата се претворила во вистинска ламија, огромна, бесна, со опашка што го кршеше чамецот. Арсен паднал во водата. Ламијата го проголтала со еден залак. Од тој момент езерото се променило. Почнало да се лути. Се кревале големи бранови без причина, рибата исчезнувала, а ноќе се слушало длабоко, тажно плачење од дното. Ламијата станала осветена. Секој што се осмелувал да навлезе длабоко во езерото или да го загадува, исчезнувал. Луѓето почнале да ја викаат црната ламија и се плашеле од неа. Но не сите. Една млада рибарка по име Марија од село Лин, секој ден излегуваа со чамецот и пееше тивки песни за ламијата. Една вечер, ламијата излегла пред неа, не како чудовиште, туку како убавата жена што била порано. Зошто не ми се плашиш, ја прашала. Затоа што знам дека плачеш од болка, а не од злоба, одговорила Марија. Ламијата заплакала. Солзите биле бистри како најчистата вода во езерото. Арсен ми го украде мирот. Јас сакав само да го чувам езерото. Сега сум осудена да бидам страшна. Марија рекла. Тогаш пушти го гневот. Ние ќе ти донесуваме подароци не од страв, туку од почит. Од тој ден, луѓето почнале повторно да носат подароци, но со љубов. Ламијата полека се смирувала. Езерото станало мирно и богато како порано. Се вели дека ламијата се уште живее во најдлабоките делови на Охридското езеро. Кога водата е мирна и чиста, таа спие. Кога брановите се креваат без причина, таа плаче за својата слобода. А кога некој ќе фрли ѓубре или ќе ја навреди, таа се буди. Но ако некој пее тивка песна на брегот и ја покаже почит, ламијата ќе излезе како убавата жена и ќе го благослови со богат лов и мирни бранови. Благодарност. Ви благодарам од срце што ја прочитавте легендата за ламијата од Охридското езеро, чуварката што станала страшна од болка, а мирна од љубов. Ако ве трогна и ве натера да размислувате за езерото со почит, ве молам, ставете лайк, напишете коментар, а најважно, споделете ја. Нека ламијата продолжи да го чува нашиот најголем бисер.